Добро утро, Бранко. Повтор пат темата ја најави и ти. Правото на здравствена заштита е уставно загарантирано право, но се почесто е појавата на злоупотребата на ова право од голем број на граѓани, па ние прашуваме дали сите боледувања се навистина оправдани и како од друга страна и државата и работодавците да се справат со пациентите кои што го злоупотребуваат правото на здравствена заштита. На оваа тема одговори бараме од доктор Ангел Чандоновски. Докторе, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утро. Добро утро, благодарам на поканата, ќе одговориме тоа што е нели во рамките на граѓаните. Ова е една од темите за кои што многу се дискутира и бараме се почесто гласно одговори. Кога станува збор за боледувањето и злоупотребата на истите, првото прашање кое што се поставува е кој е виновникот? Лекарите или пациентите? И самите рековте дека уставно право загарантирано нели како социјална држава на граѓаните да го остваруваат своето право на здравствено осигурување, на здравствено користење на потребите кои што се нели донесени со уредба и определба, кое што е можеби законски оставено многу поодамно. Јас ќе кажам дека сите постапки кои што граѓаните по кои што постапуваат се сигурно според правилникот донесен нели од соодветната установа, здравствена установа или системот кој што сето тоа го декларира. Можам да кажам дека на вистина нели кога станува збор за користењето на правото од страна на граѓаните го диктира и самиот нивен матичен лекар. Првично од таа страна постапуваме, а потоа и од оние сите лекари кои што нели треба загарантирано да го дадат нели неговото испитување и да го потпишат сето тоа. Така да сметам дека на вистина сето тоа е според правилата на службата. Што вели во пракса работното искуство? Ги злоупотребуваме ли ние боледувањата? Вака, јас би одговорил дека злоупотребата доаѓа нели нормално од онаа страна од која што нели самиот осигуреник смета дали по некој вид на негово нели постапување е правилно или не е правилно. Јас ќе кажам дека секој оној осигуреник кој што ќе донесе документ, соодветен документ пред лекарот, јас сега говорам како лекар, дека веруваме, даваме доверба на документот кој што е даден пред нас. Секако дека тие го остваруваат се до тоа право и дека носат правилни документи, односно правилни диагнози според кои што ние постапуваме. Но исто така велите дека сте свесни кога пациентите сакаат да ве изманипулираат, но од друга страна на голем дел од нив им успева од рака да дојдат до тој документ. Која алка во системот тука потфрла? Вака, јас во врска со алката за потфрлање ќе кажам дека апсолутно секој кој што ќе донесе документ, ние на тој документ даваме доверба. Апсолутно дека тој документ е потпишан од соодветен лекар кој што ја дава таа нели документација и така натаму, и ние нормално и како оние луѓе кои што работат во тој систем и како лекари даваме потврда на сето тоа кое што е потпишано од страна на тој лекар кој што го издава документот. Јас ќе кажам дека да, ние си ги знаеме своите пациенти, знаеме кога пациентот сака сето тоа да го направи на одреден начин, дека сака да го злоупотреби или пак да го употреби, еве на некој начин тоа, но сепак ќе кажам дека сето тоа додека е загарантирано од страна со соодветен валиден документ нели од страна на лекарскиот тим, на конзилиумот и така натаму, ние ставаме доверба на сето тоа. Од Организацијата на работодавачи на Македонија пак велат дека се почесто пристигнуваат до нив жалби од работодавачи за работници кои што го злоупотребуваат правото на боледување. Тоа се случува не само во приватниот, туку и во јавниот сектор. Ви пристигнуваат ли, да речеме, барања од работодавачи за проверка на боледувањата? Апсолутно, до соодветен систем, тоа е Фондот за здравствено осигурување, пристигнуваат такви барања, нели кај нас како лекари апсолутно не може такво некое барање да стигне. Ние може да го провериме сето тоа, бидејќи системот е отворен од страна на Фондот на здравствено осигурување. Јас ќе кажам до работодавците дека апсолутно треба да ги бараат своите права, како да се остварува тој систем и како да се поддржува со соодветни сопствени комисии од страна на работодавците, кај што ќе кажат дека еден работник го злоупотребува сето тоа или не го злоупотребува. Бидејќи на вистина после толку време нели искуство нели кое што сме го создале тука, знаеме дека
Работодавецот е оној кој што ќе побара од нас соодветен момент за да ние одговориме на сето тоа. Но тука тука е Фондот за здравствено осигурување. Ние ќе говориме како лекари кои што на некој начин ги знаат сите тие работи од страна на таквото правилно работење. Еден од предлозите на работодавачите како да се заштитат е боледувањето да се плаќа максимално 15 наместо 30 дена. Што велите вие на ова? Јас ќе кажам дека на вистина пак ќе се повикам на соодветните органи кои што се во Фондот за здравствено осигурување, нека направат соодветна измена во правилникот за тоа колку фондот ќе го плаќа се до тоа. Се дур државата определила некој систем, како е уставно, така и законски, секој има право се до тоа да го користи. Дали можеби заекнувањето на системот на казни според вас би било решение? Да, со соодветни контроли и спроведување на таква нека одредба, мислам апсолутно дека казните се еден начин на потикнување на морално и правично работење од страна на лекарите. Ова што се случува генерално ја засега државата, засега вас здравствените работници, но ги засега и оние кои што не должни се ставаат во истиот кош со оние кои што злоупотребуваат. Како да се заштити комплетниот систем? Реков, значи измените треба да се претрпат во правилникот на работење, треба да се претрпа во законските определби и нормално сето она што реков дека работодавците се тие кои што на некој начин ќе инсистираат да сето стигне до тоа. Тоа е нивна определба, ние како лекари кои што работат во системот, можеме да кажеме дека секој има право да го оствари делот даден од страна на системот и на законот. Пак ќе кажам, заштитата ќе дојде од страна на менување на законските одредби, на правилникот според кој што до сега се работи. Докторе, благодарам за одговорите кои ни беа неопходни. Ви благодарам. Ќе потсетиме само неофицијално, околу 10% од парите на Фондот за здравствено осигурување одат на боледување. Од Фондот за здравство велат дека недостасува кадарот кој што во моментов е неопходен за клучно постапување за предметите поврзани со боледувањата и додека чекаме решение за актуелните проблеми, секако предлогот од сите надлежни е и работодавачите да си ги земат работите во свој раце, па чисто да ги контролираат своите вработени. Бранко, имаме ли прашања? Кога да земеме боледување, малку да се одмориме? Се додека нема основа, нема боледување. Колективно боледување. Кристина Талеска Големтеова беше тоа. Благодариме за јавувањето ова утро.